Ау, како викенд не чека е. Дерби викенд. Дерби то дерби. Сабота одмараме, нема ништо. Приспите го денот. Соберете сила, мезе земете, пиво, вино, со друштво најдобро. Се тоа за во недела. Пазете ги утакмиците. Барселона Реал Мадрид, Интер Јувентус, Лацио Рома, Бајер Леверкузен, Бајер Мюнхен. Па дури во послабите лиги Ајакс Фејенорд и Брага Порто. И сега треба да одберам некои 3-4 утакмици за ова видео. Многу ми е чудно што секоја сезона има по некој дерби викенд, односно викенди кај што се играат само дерби надпревари. Во секоја лига распоредот е според жребки, секоја се паѓаат големи дербија во ист викенд во различна лига. Многу голема случајност. За мене најинтересно ќе биде во Милано, дерби да Италија, Интер Јувентус. Тоа е тоа, веројатно најголемото дерби во Италија. Самото име го кажува тоа. Дерби да Италија. Значи правиме мовет за дерби кој за прв пат се одиграло во 1909 година. Сега Интер е благ фаворит, ама тоа не значи ништо пред ова дерби. И на првиот меч сезонова Интер беше фаворит, ама изгуби 2-0. Иако статистички беше многу подобар тим. Колку ми е криво за тој надпревари. Може би мал проблем за двете екипи ќе биде заморот од европските надпревари во текот на неделава, ама замор пред вакво дерби нема шанси да биде никаква алиби. Не ми се верува дека Интер изгуби од Специја минатиот викенд. И во Порто во Лига Шампиони не одигра ништо. Едва се спасивме, ама добро, барем ќе идеме четвртфинале Лига Шампиони. Ќе биде интересен надпревар, топ надпревар и чекам победа на Интер 1-0. Може навивачки, ама тоа е. Второто дерби во серија А во недела е битката за Рим, Рома-Лацио. Ова е можеби едно од најжестоките ривалства во Италија. За нивниот ривалитет не треба да се трошат многу зборови. Овие две екипи се ривали децени наназад. А тој ривалитет стана символ на градот кој буквално е поделен кога играат овие две екипи меѓу себе. Сега ќе се насочиме кон моменталната ситуација. Овој на некој начин е директен дуел за пласма во Лига на Шампиони следна сезона. Ќе биде интересно да се види како ќе реагираат и двете екипи, откако едниви и другиве киксираа минатиот викенд. Јас очекувам дека ќе има голови. Сите некако очекуваат дека ќе биде тврд надпревар, дека нема да има голови, ама не, ја мислам дека ќе има. На крај чекам нерешено. 1-1, 2-2, така нешто. Можеби најдоброто за крај, шлагот на тортата што се вика. Ел Класико, Барселона Реал Мадрид. Барса уште во недела може да почне да слави титулата ако теп. Па и со Реми може да слави веќе, бе. 9 бода предност во Ла Лига изгледа недостижно. Реал со победа може да дојде до -6, ама и така ќе им биде тешко, особено ако се знае дека Барселона нема веќе европски обрски и е целосно насочена кон Ла Лига. Ова е второ Ел Класико за 2 недели. А за 3 недели ќе има уште едно, реваншот во купот. На првиот надпревар Барса во Мадрид тепаше со 0-1 во купот. И сега, знаете што е интересно? Интересно е тоа што Барселона во последно време игра колку да победи. Нема примерно гол на последните 5 надпревари. Ама дава колку за да тепа. На 4 од овие 5 надпревари даде само по 1 гол. Не еден надпревар од овие 5, даде само 2 гола, 2-0. Од друга страна, Реал не дава нешто премногу голови, не е нешто офанзивно прерасположен во последно време, така да не може да очекуваме нешто многу голови, голејада. Ама не чекај голови кога е Класико прашање. Ќе биде јако, мислам дека ќе нема победник, 1-1. Кажав уште на почетокот, има уште топ надпревари викендов, ама доста е за денес. Резервирайте си слободен ден за во недела на време, има зошто. И пишете во коментар ваше мислење за надпреварите. Се гледаме пак за брзо. Поздрав!